Во наредните денови се очекува нова група афганистански цивили да пристигнат во земјава, најави шефот на дипломатијата, без да прецизира кога точно се очекува овој втор контингент бегалци. Оваа информација Османи ја обелодени на седницата на стратешкиот совет на МНР, на која се расправаше за ситуацијата во Авганистан и последиците што би следеле за Европа, Балканот и Северна Македонија. Очигледно тоа што се случува во Авганистан, меѓутоа и генерално сите геополитички поместувања покажува дека непредвидливоста останува главната карактеристика на меѓународен план, а непредвидливоста носи голем број на кризи. Дали се тие можни хуманитарни кризи, дали се тоа бегалски бранови, дали се мигрантски текови, дали се тоа терористички закани, дали се тоа насилен екстремизам и така натаму, се тоа потенцијални можни кризи. Затоа Османи инсистира на проактивност на државата во наредниот период и стратешко предвидување на настаните, а не само на реагирање од како ќе се случат. Она што сега се очекува е голем бран луѓе да го напуштат Авганистан, каде контролата презеде талибанскиот режим и од каде досега во организација на САД и на дел од сојузниците беа евакуирани повеќе од 120.000 цивили. 14 милиони, преку 14 милиони од афганистанците се веќе длабоко под нивото на сиромаштијата, а некои 40-42-3% од нивниот земјоделските производи се веќе уништени, што значи дека тоа ќе зголеми притисокот на нивото на сиромаштијата, ќе зголеми исто така и желбата на тие луѓе од Авганистан да почнат да го напуштаат Авганистан. Јасно е дека нема да се користат само легални патишта и затоа дел од земјите кои очекуваат наплив на бегалци како Турција и Грција почна или завршија со изградба на ѕидови долж проблематичните делови на нивните граници. Се очекува сепак да нема таков бран кој што би ја пореметил како што беше 2015 година прво Балканот и понатаму Европа. За мене лично доаѓањето на афганистанците врвен етнички момент, но тоа е и дел од некаков договор кој што не треба да лажеме дека е дел од едно партнерство кое што нам ни е многу важно, специфично во НАТО, но уште по-специфично визави Соединетите американски држави. И тој тип на договор треба да се испочитува и немам никаква дилема. Другото прашање е дали би го користеле мигрантската криза како некаков вид на лост или политички леверидж, како што, например, до некаде го правеше Турција или го прави. Моето мислење лично е дека не треба да го користиме. Според дел од учесниците, на подолг рок ниту големите сили немаат јасен план што со Авганистан, земја која во минатото покажа дека има капацитет да го дестабилизира целиот регион, почнувајќи од советската инвазија, па првиот талибански режим и поддршката на Ал-Каеда, па се до НАТО интервенцијата по нападите на 11 септември. Најважно прашање кое ќе се поставува во наредните години е дали религиите ќе се инструментализираат и ќе се спротивставуваат, затоа што последно време, ако забележувате и во Европската Унија, од време на време додучали се едно, веќе е симптоматично, се слушаат гласини како тоа била наводно христијанска заедница со христијански корени. Тоа можете го слушате и од Орбан и од многи други. Тоа се све загрижувачки работи, на кој треба големо внимание да им се посвети. За сега пристапот на Северна Македонија, чиј стратешки партнер се Соединетите американски држави, кон афганистанската ситуација е брзо од декларираната подготвеност да прими 750 цивили бегалци кои биле дел од меѓународните организации и мисии во таа земја и чиј престој ќе биде покриен од тие организации пред да заминат кон крајната дестинација, најчесто токму САД. На тој начин земјава која е дел од алијансата, чие зачленување во НАТО беше силно поддржано од Вашингтон, контрибуира во справувањето со оваа хуманитарна криза. Првиот контингент од 149 луѓе пристигна пред неколку дена. Втората група се уште во најава.